Добро вечер, интернет корисници, пријатели, почитувани следачи на состојбите во Република Македонија и надвор. Денеска имам привилегија да ги споделам со вас размислувањата, ставовите, но пред се да одговорам на вашите прашања поврзани со аерозагадувањето, но дојдоа многу прашања до областа на животната средина. Таков тип е ова министерство и ова област, затоа и секојдневно има различни активности во различни области. За разлика од другите министерства, ние веројатно најмногу области покриваме. Но она што во светот се случува во овој момент, умовите, екологистите, сите меѓународни организации се селат во Катовице. Веќе од први започнува 15 дена КОП-24 во кој ги тангира животната средина, бидејќи постои цврст линк помеѓу да ја цитирам господјата Патрисија Спиноза, она која што е водечки лидер во Обединетите нации за климатските промени, кој што за климатските промени зборува дека тоа не е реторика, туку е предупредување. И од тие принципи и ние како влада го донесовме овој план за чист воздух, базиран на реалност, на наука и на едно предување општо во државата, свесни за предизвикот што го имаме со аерозагадувањето, и затоа владата донесе одлука за прв пат во како стратешка програма со сопствен буџет. Тоа значи дека активностите поврзани со намалувањето на аерозагадувањето не треба да зависат од поединци, не е битно кој е министер, заменик министер, влада која е битна, бидејќи ова ќе значи еден повеќегодишен пат по кој што мора да одат и сите влади после кога ќе се случат промени. Тој план се базира на академската заедница, но и на многу препораки кои што дојдоа од граѓанскиот сектор. Тој план се базира на неколку темели, на неколку пилари, на мониторингот, на инспекциите, на јавните кампањи, но она што е доминантно е тоа да се справи со загадувачите. Анализи, но сите конвергираат во она што се вели ги знаеме загадувачите и ајде да се справиме со нив. Затоа прв чекор или прв фокус се борбата со домашното затоплување за огрев. За жал се користи и јагленот, се користат и некои средства за да се зголеми калоричната моќ на неефикасните печки. Во транспортот се лоцирани загадувачите, во градежништвото се лоцирани проблемите, се стимулира урбаното зелено на менеджирањето на отпадот. Сите различни компоненти можат и активности во сите тие компоненти можат да не доведат до решение. Станува збор за интегриран, координиран пристап, согласно светските добри пракси, и верувам, сум убеден дека овој план функционира. Јас длабоко верувам во овој план, тој е реален, кредибилен и ќе даде резултат. Длабоко сум убеден, но да не го губам вашето трпение и време во однос на прашањата, ќе започнам веднаш со одговорите на првите прашања кои што денеска постојано ме радува што стигнаа толку многу прашања. Мислам дека еднаш месечно можеме да се наоѓаме на интернет покрај на сите средби што ги имаме и на интернет просторот и да разменуваме. Господинот Лазар Ѓуров прашува за зошто не се случуваше на пролет, ова претпоставам за планот. Надвор е отров, како да ги заштитиме децата и кој ќе ја сноси одговорноста, ќе си дадат ли оставка, се претпоставам на мене и министерот со кој што се цитира. Сме чинители во ова, се разбира одговорноста е наша и јас не бегам од одговорноста. Овој план доколку не успее, нормално најголемата одговорност 15, 16, 17 и 18, периодот на октомври и ноември има најмалку загадување, но не треба не барам алиби во однос на тоа, туку само уште помало. За жал загадувањето започнува екстремно да расте во почетокот на грејната сезона, реков од причините, со други прашања.
Зошто не од пролет, реков од сите области, од активности фатија приоритетот пред се во третирањето на регионалните депони, во исклучително успешниот дел што го имаме во заштитените подрачја, во секторот природа, неколкуте договори што ги постигнавме со меѓународни институции за финансирање на различни проекти, Nexus проектот околу поврзан со Дрин басенот, со Охридското езеро, през купира просторот, но сметам дека одлучението ќе да господината година се одлучи 320 основни училишта и во 5 набави загадување, особено не ќе се заштити, затоа викам фокусот треба со купување ќе биде заменува нееколошките извори на затоплување во започеток во градинките, во училиштата, и затоа вчера бевме во Ѓорче Петров, каде што од 1960 година имат еден котел на нафта, другиот пример е со една брзо со планот за чист воздух и ќе ги замениме тие нееколошки извори на затоплување, ќе ги замениме со нови. Почитуваниот Горјан Јовановски има неколку прашања кои што се поврзани со инспекторатот, како граѓаните да пријават можни загадувачи, како следи прогресот на извештаите и како граѓаните да знаат кој тип на инспектор да го повикат за одреден проблем. Во Република Македонија постои државен инспекторат за животна средина кој што се грижи согласно закон на оние инсталации кои што ги велиме дека се со А лиценца, а додека општинските, градот Скопје и општинските се грижат за оние кои што имаат Б лиценци, А лиценците се однесуваат оценка, а оние што имаат елаборат за Б лиценца се исто под надлежност на општинските. Но во овој момент правиме сериозна промена во тој дел, се подготвува веќе на ЕНР системот на владата, законот за инспекцијски совет, кој што е чадор на сите стимулациите на инспектор, односно да не биде строго како што беше до сега, да се бега практично одговорноста, туку напротив, да може да се интервенира. Во инспекторатот своите извештаи и својата работа ја има на сајтот на државниот инспекторат за животна средина, но што сакам да кажам дека кога има одредени мерењата ги вршат исклучиво акредитирани лаборатории, кои што се акредитирани со ISO стандардот 1702, врши контролата и мерењата. Во овој момент се врши акредитација и на лабораторијата која што постои во Министерството за животна средина. За таа цел во минатиот период се набави една скапа вага која што беше расипана после еден земјотрес во Скопје, и со дел од финансиските средства влегуваме на процесот на акредитација на може да бидат редовни, вонредни, тие се или по план или има и редовни по план, но и вонредни по план кога по повик може да интервенират и се интервенира во последно време многу повеќе. Например, сакам да кажам дека градот Скопје нивните инспектори ги проверија вонредно сите компании кои што имаат Б лиценца и во месеците септември и октомври оваа година изречени се дупло повеќе казни отколку во изминатиот период лани. Господја Зорица Стаменова прашува за нискиот износ на буџетските средства наменети за животната средина. Сакам да кажам дека за прв пат ја почнуваме оваа посебна програма. И таа програма од 1,5 милион евра е наменета само за намалувањето на аерозагадувањето, а постојат 22 милиона евра во буџетот кои што се наменети за различни области од доменот на заштитата на животната средина. Дали се однесува на природата, водата, третирањето на отпадот и менеџирањето на отпадот, значи други сектори во рамки на животната средина, или ако сакате да ги прошириме тие области, тие средства, тука би влегле средствата од 1,5 милиарда денари кои што се за гасификацијата, вложувањата во Министерството за образование и наука во однос на енергетската ефикасност на објектите, стимулациите кои што постојат во Министерството за економија,
енергетската ефикасност во областта на Министерството на економија, така да тој буџет е поприлично поголем отколку она што сака да се представи. Овие милиони и пол евра се разбира не се доволни, но се добар знак за да можеме да почнеме мечирање на тие средства со помош на меѓународните финансиски институции и веќе во средината на декември формиран еден task force помеѓу неколку организации кои што екзистираат во Скопје под покровителство на UNDP и заедно ќе организираме еден настан, една конференција во која што и другите чинители кои што се заинтересирани и сакат да помогнат, ќе можат да ги дадат и своите знаења, иако се и досега споделени, но и своите финансиски средства, и веќе имаме најава за неколку финансиски средства кои што ќе бидат достапни во оваа борба за намалување на загадувањето. И господја Александра Стаменковска прашува за буџетот. Јас сакам и ќе покажеме ние дека може да се организираат и да се постапува за да можеме и со овие средства ќе покажеме дека тоа може да донесе резултат. Например, ќе дам два примери. Досега недозволиво за нафта едно училиште троши околу 30.000 евра или гради. Едно училиште 40.000 евра зимскиот период, друго 30.000 евра. Еден инвертор, едно од акциите што сакаме да направиме, тоа кога бидејќи одредени се домаќинства ќе добијат средства инвертори, некои ќе добијат топлотни пумпи, некои повторно ќе ги приклучиме на парното грејање. Еден инвертор кошта 250 евра и очигледно и за штедата што ќе направиме, не само што ќе се подобри животната средина, ќе се намали аерозагадувањето, туку и ќе се постигне заштеди во буџетот кои што потоа може да се искористат и за други намени. Господинот Игор Новевски предлага да се организира донаторска конференција за екологија, ги повикува македонските топ 200 компании, фондации и организации да издвојат одредени средства и до тоа да се формира буџетот. Покрај тоа што би се формирал буџетот, инвестициите во оваа област генерираат и зелени работни места, тоа е исто додадена вредност. Предпоставувам господинот ја има најавата што и реков денеска во Алијансата на форум, кои што предлагаат план заедно со владите во имплементацијата на мерките за намалување на ефектите од климатските промени, за постигнувањето на температура од 1,5 степен, но овај пример апсолутно мислам дека можеме да го имплементираме кај нас и не само што мислам, туку сме веќе во разговори, ја користам приликата да ги повикам стопанските комори на една работна средба, бидејќи веќе неколку деловни компании се понудија одредени објекти да инвестираат во одредени објекти, не еколошките извори да ги заменат со еколошки, практично во духот на светските текови, она што се случува на светскиот самит за климатски промени во Катовице. Елена Ѓоргиевска прашува кои се критериумите за издавање интегрирана еколошка дозвола, колку дозволи постојат, колку капацитети работат со еколошки дозволи, дали се размислува за нокна смена на контролите и дали постојат казни изречени на лице место за палење на отворено. Да тргнам од крајот, градот Скопје за прв пат поднесе неколку кривични пријави за палење на огнови на отворено. И бидејќи тоа е кривично дело, тоа си има своја разрешница или своја след на активности кои што потоа се дел од други органи. Во Македонија има вкупно 396 компании со легални лиценци, од кои 160 со А, од кои 120 се активни и 236 со Б лиценци или дозволи. Има компании кои што работат согласно Законот за животна средина, усогласување на оперативен план кој што беше до 2014 година. Пример, Југохром Југуновце, согласно тој оперативен план за усогласување, не успеа да се усогласи, не успеа да набави филтри, затоа денеска и не работи, се додека не се намести тој филтер, тој не ќе може да добие дозвола и да работи. Дали има доволно инспектори? Секогаш инспектори
нема, но она што се менува сликата е, например, тројцата инспектори кои што постоја во град Скопје до 2017 година, сега се 18, сега има нови 5 кои што се завршува процедурата во Државниот инспекторат, но реков, со новиот закон за инспекцијски совет и потоа во своите подгранки на инспекции ќе се променат работите и навистина ќе имаме подруг тип на овластени инспектори кои што контролори кои што ќе може да ги вршат контролите кои што сите ги барат. Невена Ѓоргиевска, господја Невена Ѓоргиевска прашува дали ако не зошто не се покријат со соодветен материјал депониите со изомерен отпад во кругот на фабриката Охис. Има неколку прашања кои што се поврзани со линданот со Охис и со една дива депонија која што се наведува овде, која што нашите информации не се исти во тој правец. Има неколку иницијативи, има една работна група во која што е министерот за животна средина, генералниот секретар на владата и министерот Аднан Ќахил, значи Садулла Дураки, Рашковски и Аднан Ќахил, кои што подготвија план за справување со линданот во Охис во рамки претходно на еден проект кој што го имавме со УНИДО. Холандски експерти дефинираја техничка упатство како треба да се однесуваат луѓето кои што доаѓаат на тој терен и како да се справиме како треба да се однесуваме. Работе и грчки експерти. Се одлучи после завршувањето на стечајната постапка да парите кои што ќе се добијат од продажбата на објектите бидат средства кои што ќе се употребат за чистење, за покривање, а она со мембраната, помалиот отпад ќе се третира со најсовремени техники и најдобри пракси кои што постојат во овој момент и мислам дека тоа ќе биде едно навистина пријатно изненадување. Аз бев малку скептик, но работите одат позитивно во тој правец. Господја Сашка Ангеловска прашува дали имате податоци за аерозагадувањето на индустријските капацитети, пример цементара, железара. Кога станува збор за железара, често и на социјалните мрежи водам дебата со вас. Значи, може би се мисли на Макстил, во овој момент во железара објектот, поранешната железара, има 110 различни компании кои што екзистираат. Во однос на Макстил и на цементара или Титан, како сакате, тие постојано се мерат. Еве кај тука имам податоци од Макстил и тие податоци се добиваат во рамки на Министерството за животна средина, можете да ги најдете и на сајтот на компанијата Титан, мерењата кои што се однесуваат на емисиите кои што ги добиле како задача од нас, од Министерството, и да ги контролираат. Значи, во рамки да добиете на инсталација, дозвола, тоа значи дека вие мора да набавите мерен инструмент, тие имат набавено и двете компании, и тие ги мерат податоците и ги доставуваат до Министерството за животна средина или ги објавуваат на нивната веб страна. Сакам да искористам приликата да согласно на што го имаше во медиумите, компанијата Титан утре во 10:30 наутро организира отворена и јавна ги отвара вратите за сите заинтересирани да проверат на кој начин и што се случува или како работи компанијата цементара, она што ние си го викаме цементара. Господја Емилија Крстевска прашува како ќе го решите проблемот со индустријските капацитети. Јас најодговорно тврдам и цела наука тоа го зборува, во процесот на загадување најголем проблем е домашното затоплување, потоа е транспортот, индустријата е на трето место, бидејќи се вршат строги контроли, редовни контроли, со новиот закон за индустријски емисии уште повеќе ќе се зголемат тие контроли. Например, во РЕК Битола, после подолго време се подпиша договор со компанија која победи на тендер, тоа е МЗ Инженеринг,
за 22 милиони денари, ја третира прашината, се сеќавате на оние облаци од прашина во процесот кој што доаѓаат од раката и што се одложува, сега тоа веќе нема да се случи, нема по полето на земјоделските производи наоколу да лета таа прашина, кој што потоа со своји активности ги почнуваат и процесот на обнова и на електростатските филтри, се засадува 50, ќе се засадат 50.000 багреми, 20.000 мислам дека до сега се направени. Зошто индустријските капацитети не се толку загадувачи кај нас? Затоа што, реков, има сериозни контроли, но и тие ги исполнуваат стандардите кои што се дадени, а и новите технологии дозволуваат или овозможуваат да се работи со затворен систем во кој што не се емитуваат штетни емисии. Господја Лидија Темелкова прашува како ќе се реши спалувањето на отпад собран од страна на приватна фирма во Сари и околината, а истиот не се носи во Дрисла, кога комунална ќе почне да работи во селата во околината на Карпош, Сарајево, Избегово, Лака, Крушопек, зашто се покажа дека приватните собирачи на смет не си ја вршат работата. Има неколку активности, реков, затоа и градот Скопје инспекторатот поднесе кривични пријави на неколку објекти каде што се пали отпадот. Со градоначалникот на Сарај сме во комуникација и она што во планот за чист воздух го имаме предвидено, тоа е обука на луѓето кои што ги палат стрништата, кои што исто чадот доаѓа накај Скопје, накај Карпош, бидејќи не мора само со палењето на стара традиција што постои кај нас, само со палењето на стрништата да се обнови или рекултивира земјата, туку тоа ќе го направиме со други технологии, тоа ќе биде нашиот придонес во тој процес и тоа строго ќе се контролира. Обично не учат дека приватните собирачи или приватните компании се подобри домаќини од државните, овде се укажува на нешто што не е, ќе го споделиме ова со надлежните органи. Мене ме радува што комунална хигиена има една акција за рециклирање, за учење на децата и таа функционира одлично по училиштата. Исто вчера во Ѓорче Петров бевме сведоци на такво нешто. Господин Јане Јанев не прашува кога планирате да се донесе закон кој ќе забрани увезување на било какво ѓубре или repроматеријал за рециклирање во држава или пак закон за забрана за користење на мелена гума како енерген, фени, железар, уси и остали помали фирми. Во Република Македонија не можете да увезете отпад и за да го складирате некаде, туку може да увезете неопасен отпад и да го рециклирате. Има многу добри примери на компании кои што, бидејќи во Македонија она што мислам дека треба повеќе да го правиме, тоа е да го селектираме отпадот и да го рециклираме. Недоволно може да се најде селектиран отпад, тој заради процесот го увезува, но извезува продукти и навистина тоа влие позитивно и на извозната компонента, на учеството во бруто домашниот производ и во процесот на дефинирање или на концептот на циркуларна економија, каде што отпадот се третира како суровина. Јас можам да ви кажам на многу компании, може да одиме не подалеку него во Хрватска, каде што со мелењето на гуми се произведуваат спортски терени, атлетски патеки и каде што се сите задоволни. Тоа е процес кој што е затворен, кој што не емитира гасови према надвор. Колку и како PM10 не се канцерогени, според Светската здравствена организација се опасни, PM10 се канцерогени, но, например, во PM10 и некни затоа на јавната расправа имавме дилема, го сметаат и поленот како PM10 честичка која што одредени кругови велат и се разбира не дека тоа не е канцероген. Господја Билјана Трајковска прашува зошто на граѓаните не им доделите барем маски, што ќе направите со радиоактивен отпад. Одговорно тврдам, во Македонија, во она што се контролира, нема радиоактивен отпад. И ние сакаме да се справиме со загадувачите, а не да им купиме маски на сите луѓе, затоа што тоа е решението, маската купување не е решение за справување и намалување на аерозагадувањето секаде во светот. Кој ќе се донесе новиот закон за управување со отпад? Прашува господја Светлана Каровска, тоа е, законите се подготвени,
треба да се очекува да поминат на влада, завршено е првото читање меѓу ресорско овде и навистина со новиот закон за управување со отпад ќе ги исполниме сите директиви кои што се бараат од нас и за колективните постапувачи и за разлика од досега каде што имавме само постапувачи во однос на хартија, пластика, масло за јадење, сега имаме и за старите возила. Гледаме вчера само дека 2000 возила се хаварисани во општина Центар и го загадуваат просторот и на тој начин ќе може покри оние батерии што имавме, ќе може да и текстилот ќе може да одговориме на барањата за циркуларна економија. Господинот Оливер Велковски има повеќе прашања во однос на возилата. Субвенционирањето на електрични хибридни возила ќе започне после донесувањето на законот за возила, кој што е во собраниска процедура, тоа помина комисиската расправа. Нема да се прави разлика меѓу правни и физички лица, останува 3000 евра за хибридно возило и 5000 евра субвенција за електрично возило, со и други еколошки такси и ослободувања кои што постојат во процесот на регистрација согласно нашиот закон за животна средина. Има задача добиена владата, прашува зашто не набави службени возила на електричен или хибриден погон. Има добиена задача одредени органи во рамки на владата да направат систем како се сложувам јас ова дека е проблем курирската служба, например, таа мора да биде првиот чекор да тоа го прави со еколошки средства. Дали увозот на половно електрично возило, например, една година старо, ќе може да се добие субвенција? Во овој момент не, можеме тоа амандмански да го договориме, тоа да биде една од мерките. Сакам да нагласам, бидејќи прашање има повеќе, дозволата на лепниците се добива врз база на емисијата на гасови што излегува, а не врз база на годината кога е произведено и да немаме тука дилема. Господин Владимир Вуксановиќ прашува за комунале, за го исчисти ѓубрето. Самиот се фали дека е ова цинично, окей. Мислам дека окей, тоа е неговото прашање, но главните улици можеме да кажеме, но тоа е дел од комунална хигиена, градот, главните улици се почисти, прв пат се мијат. Јас кажувам примерот за жал на гробиштата Бутел, едно место доаѓаат луѓе каде што за жал оставаат отпад, градежен шут, 3-4 пати се чисти, но сепак се злоупотребува, се разбира, контролата веќе има казнето неколку луѓе, градот Скопје и компании, тоа мислам дека ќе мораме да го санкционираме и постојано да работиме на тоа. Па не се гради упорно во централното градско подрачје, знаете дека во општина Центар има мораториум на неколку детални урбанистички планови, вклучувајќи го и овој каде што сега се продаде локацијата Карши Holiday Inn, и каде што, еве, например, кај новото училиште што се гради, кај Завод за рехабилитација, со помош на притисокот од граѓаните, со новата локална самоуправа во општина Центар, се намали катноста на одредени објекти кои што има таму, кои што таму и делуваат. Социјалните случаи, согласно планот кој што се греа за жал на нееколошки средства, ќе добијат помош од државата, замена, директна замена на оно што го користат. Јас се сложувам со повеќе граѓани дека треба да го забраниме јагленот како или ќумурот како што пише овде за гревање и затоа бидејќи тоа на јавната расправа го понудија и некои го предложија пратеници од ВМРО ДПМН и од граѓанските организации, јас очекувам тој закон да го предложиме сите заедно за да нема злоупотреби потоа дека некој сака со ранливите категории да си игра. Државата без никако нив да ги чини, ќе им ги замени печките на јаглен. Од Радио МОВ стигнати се повеќе прашања, со министерот Садула Дураки сме во одлична комуникација, поделени сме по областите. Јас ја
ја водам оваа група за справување со загадувањето по одлука на премиерот Заев и на владата. Секој си ги прави, затоа секој во својата област ги врши функциите. Јас се сложам и она еколошките автобуси, дали ќе намала загаденост, реков, секој чинител и во секој сектор, како ќе се справиме, секој ќе помогне на намалување на загадувањето. Во PM10 частичките најмногу учествува домашното затоплување. Дрвата и грејењето на дрва и она што ќе се фрли како пластик и искористено масло. Затоа пак возилата, новите 35 автобуси еколошки во градот Скопје ќе ги намалат азотни оксиди, но сите заедно ќе придонесат за намалување на штетните емисии. Може би брзав во зборувањето, ви благодарам за сите прашања и за времето на вклучување во живо, ќе ги одговориме сите прашања и